3 часа шефот на Врховниот суд Јова Вангеловски одговараше на прашањата на обвинителите. Заедноста не сакаше да открие зашто беше испрашуван, само потврди дека сведочи за електронското распоредување на предметите во судовите. На прашања кои што ги интересира обвинителството, но моите одговори се само за обвинителството. Повикани сте во својство на сведок? Да. Конкретно, дали бевте прашувани за распределбата на судските предмети во судовите? На претходното прашање ви одговорив. Идентично ви е прашањето, значи било што од мојата изјава останува за потребите на обвинителството. Вангеловски не беше регистриран од камерите дека на распит во обвинителството влегува од главниот влез. Се отвори дилемата дали стасал порано или влегол од службениот. Извори од Скопското обвинителство брифираат дека никој не му е отклучил службената врата. Вангеловски тврди. А од кој влез влеговте во обвинителството, дали од службениот? Од влезот во кој што се влегува во обвинителството. Сакав да ве прашам и во делот сте спомена да во посебниот извештај на СЈ каков е вашиот коментар? Немам коментар. Во посебниот извештај специјалното обвинителство наведе од разговорите произлегло дека Вангеловски во 2011 и 2012 година покажал непрофесионално и несовесно извршување на функцијата претседател на Врховниот суд. Според СЈ на повеќе соговорници тој им давал информации за судските постапки. Пред една недела, во обвинителството како единствено осомничен на обвинителските прашања, одговараше и поранешниот претседател на Кривичниот суд Владимир Панчевски. Тој медиумскиот простор го искористи да го искритикува судот и да каже дека е закочен акме системот на судиката Добрила Кацарска. Претходно како сведок во Скопското обвинителство беше повикана и екс-ВД претседателката на Врховен Снежана Бајлозова. Доказите на обвинителството неофицијално покажуваат дека во Кривичниот суд имало пракса предмети да се делат на рака наместо електронски на подобни судии по параф на тогашниот претседател на судот. Испрашувањето во обвинителството следи откако Министерството за правда им го достави извештај за акме системите со констатираните забелешки во Кривичниот апелацискиот и во Врховниот суд.